Мерката за намалување на маржите на основните прехранбени производи е добра и ќе им помогне на граѓаните. Ова е реакцијата на Организацијата на потрошувачи, откако вчера министерот за економија и труд Бесар Дурмиши најави дека бруто профитните маржи во трговијата на големо и мало ќе се сведат на најмногу 10%. Тоа значи дека производите би требало да поевтинат во следниот еден месец, колку што ќе трае оваа мерка. Не сум сигурна дека ќе се случи, меѓутоа рекоа дека ќе се случи, не сме вклучени во дискусијата, меѓутоа ние секогаш сме биле за намалувањето, на маржите, особено во сега во ова покачување, извинете, енормно покачување на цените, кога ние стварно како потрошувачи сме затечени и ја намалуваме нашата домашна потрошувачка со цел нешто да се ушпара, што фактички цело време влијае на економијата на државата. Од Организацијата на потрошувачи сметаат дека законот за нефер трговски практики треба да стапи во сила кон крајот на септември, како што е предвидено, без дополнителни пролонгирања. Додека мерката за намалување на маржите е краткорочна, законот предвидувал трајна заштита на производителите од дополнителните трошоци и давачки кои ги наметнуваат нивните добавувачи, пракса што доведува до подигање на цените нагоре. И законот за нефер трговија фактички нефер конкуренција дека е многу битен и тоа е многу нефер пазарна пракса, се извинувам, дека е многу битно да се примени заради тоа што тука имаме покрај оние 100 производи на кои есенски ќе се намалат цените, тие секако влегуваат во законот значи за нефер пазарна трговска практика, пошто имаме нечесна пазарна пракса во закон за потрошувачи, а овде се работи за нефер трговски пракси. Тоа не е на потрошувачите, тоа е нефер трговски пракси, кои што се наметнуваат на самите производители од страна на трговците, тие им се ним добавувачи. Индиректно ќе се заштити потрошувачот со тоа. Индиректно зашто они ќе ги намалат маржите на тие 2500 производи кои што им ги добавуваат добавувачите, со тоа што нема да им наметнуваат други давачки. И тука е добро за потрошувачите. Со мерката за маржи до 10% ќе бидат опфатени стотина основни прехранбени производи како лебот и пекарските производи, млеко и млечните производи, месо и месните преработки, овошјето, зеленчукот и друго. Истата мерка ќе се донесе и за новогодишните празници, Великден и Рамазан, бидејќи токму за време на празниците трговците најмногу ги подигале вештачки цените. Мерката треба да помине на следната седница на владата идната недела.